Поранешниот градоначалник во општина Чаир, сегашен министер за животна средина, сам кажа: јас ги легализирав дивоградбите на Бујар Османи, браќата на Артан Груби изградија дивоградба и на многу други граѓани. Кој покрена нешто по таа негова изјава? Имено и ние не добивавме документи од општина Чаир, дури имавме и прекршачни казни за градоначалникот кој што не ни доставуваше документи. За сите овие дивоградби некој свесно прогледувал низ прсти? Да. Тотално едно лудило, затоа што вие морате законски да се приклучите на инфраструктурата на градот. Како може да ве приклучи ако сте дивоградба? Дали сме сведоци на длабока држава? Или држава во држава? Па не сме далеко. Овде нас ни треба една мација и градска дисциплина и на граѓаните. Затоа што граѓаните се оттуѓени од градот. И е срамно, поради нетранспарентност, ДКСК да завршува со пресуда на управен суд, кој што вели морате да ги дадете податоците. Значи, тоа е недозволено. И од овој случај ништо не научивме со сертификатите. Што беше еве за вас пресудно да останете тука, а не да заминете надвор од границите на државата, иако велите дека сте имали подобри понуди од ова сега? Затоа што во странство секогаш бил странец. Не само културолошки, туку и нема да се чувствувам дома. Како да се разбие мрежата што возможува да цвета криминалот? Случајот Данела Арсовска во битката против Ганију, градоначалникот на Чаир, отвара низа на проблеми, дилеми и прашања. Од друга страна пак, сведоци сме на уште една сомнителна афера, односно тендерот околу набавката на полициските униформи. Но овие прашања и дилеми ќе разговарам со Билјана Ивановска, поранешна претседателка на антикорупцијска. Господи Ивановска, случајот со дивоградбите во Чаир наидува на, веројатно, институционален молк. На што се должи ова недоследност во реакцијата на институциите, иако власта велеше дека нема селективно да реагира и дека секогаш ќе биде спремна да се справува доколку има елементарен сомнеж за криминал и корупција. Сметам дека тука и како има простор за постапување од страна на обвинителството. Треба сериозно да пристапи кон овој проблем, бидејќи дивоградбите во општина Чаир не се нешто ново. Впрочем, и ние сме имале предмети, дури имавме и кривична пријава поднесена за градоначалникот на општина Чаир, кој што и тоа пријава, пазете, доставена од Државниот инспекторат за градежништво, кој што не можел да се справи како таков во општината и побара помош од Државната комисија. Не можел да се справи во смисла не добивал документи од општината. Имено и ние не добивавме документи од општина Чаир, дури имавме и прекршачни казни за градоначалникот кој што не ни доставуваше документи по други предмети. Зборам сега конкретно за предмет кој што беше дивоградба. Не ни доставуваше документи и чекавме подолг временски период за после тоа да добиеме одговор од градоначалникот дека објектот е изграден и ги исполнува условите за легализација. Ве молам. По тој предмет ние доставивме кривична пријава во обвинителството и сега неодамна, нели од кога почна овие настани со градоначалничката на Скопје, излезе во медиумите одговор од обвинителството дека тие постапуваат по нашиот предмет, дека градоначалникот им дал податоци за друга парцела и дека тие побарале помош од друга надлежна институција да утврди дали за која парцела станува збор. Зарем и тука нема кривично дело со доставување на лажна документација? Токму тоа сакав јас сега исто да го кажам. Дали, не кажа обвинителството, дали покренале друга постапка за градоначалникот за доставување на лажни податоци. Значи, пак ќе кажам, приказната со дивоградбите во општина Чаир не е од сега, таа е долга, дури на претходните парламентарни избори, ако се сеќавате, поранешниот градоначалник во општина Чаир, сегашен министер за животна средина, сам кажа: јас ги легализирав дивоградбите на Бујар Османи, браќата на Артан Груби изградија дивоградба и на многу други граѓани. Кој покрена нешто по таа негова изјава? Само лично признание пред цел народ на Македонија. Градоначалничката Арсовска достави низа на документи до обвинителството. Зошто не се реагира под допрен глас? Зошто нема институционална реакција на надлежните институции? Според мене мора и веднаш да има. Зошто нема? Можеби таму треба да го барате одговорот во обвинителството, тие дајте им шанса да се произнесат. Инаку сметам дека веднаш мора да постапат и дека ова е шанса да се расчисти со дивоградбите во Чаир.
Искрено да ви кажам, како родена чаирчанка, човек што сум пораснала во Чаир, мене срце ме боли за тоа се што е таму направено. И таква бетонизација и се. Чаир беше символ за зеленило, Чаир по турски значи ливада. Значи беше символ за зеленило, за убавина, за пространост. Сега се е тоа уништено. Каде води ова? Што значи овој молк, например, од извршната власт во однос на прозивките на градоначалничката? Дали всушност во случајот Ганију препознавате и помалку тактичност на премиерот Мицковски, имајќи во предвид дека од една страна во фронт со Дуи, опозицијскиот Дуи, а доколку отвори па нов фронт со неговиот коалиционен партнер Вреди, особено непосредно пред локалните избори, ќе се создаде дополнителна не само политичка криза, туку и подлабок јас внатрешен. Видете, ја не навлегувам сега во политички анализи. Држи се ова што викате, може би е така, може би не. Ако се замешаше премиерот, ќе речевме што се меша, независно е правосудството, треба само да си работи. По мене добро што не се меша и треба во независно да си работат и да си отворат преставки и да нема влијание. Заради тоа што во анализата што ја правевме за ризиците од корупција во правосудниот сектор се изјаснија особено судиите, а и обвинителите дека трпат влијание. Значи, добро е што не се меша извршната власт. Ако се мешаше, ќе реагиравме поинако. Меѓутоа, проблемот е, ајде овие да ги поттикнеме, тие да излезат, тие да си кажат независно, стручно, аргументирано. Дали постојат дивоградби? Постојат. Без разлика како излегла градоначалничката, без разлика дали рекол некој или не, да се држиме до фактите. Факт е дека постојат дивоградби. Факт е дека некој ги легализира. Факт е дека тоа е изградено после 2011. Ме разбирате? Меѓутоа, мене уште една друга дилема ми се врти во глава. Кога станува збор за правен статус на бесправно изградени објекти, некако сите партии се сплотуваат. Ако се сеќавате, во 21 година беше донесен закон за правен статус на бесправност, да го речам со еден збор дивоградбите, и тие заедно го изгласаа, иако ние во стратегијата препорачавме дека тој закон треба да се ограничи, дека не треба да се применува и слично. По скратена постапка пратениците го донесоа. Тогашниот председател не го потпиша. Ние во ДКСК организиравме дебати за дивоградби, како да се разграничат кои дивоградби припаѓаат на социјално загрозено население, кои се за обезбедување профит и така натаму. Дадовме низа препораки. Од тогаш поминаа 4 години. 4 години мукла, нема ни закон, нема ништо, а дивоградби се повеќе и повеќе. Дали сме сведоци на длабока држава? Или држава во држава? Па не сме далеко. Не сме далеко и треба многу енергија да се справиме со ова, можеме да се справиме, не дека не. Значи, кога се случуваат вакви допири на дното, треба да се направи одскок. Како ќе се направи одскок? Така што ќе се исчисти се тоа што не довело да дојдеме до тоа дно. Ако велите дека може да се справиме, зошто и кој го толерира ваквиот начин на функционирање? Видете, знаете што констатиравме и ние во ДЗР, меѓутоа што констатираат и меѓународната заедница, што констатира за нас, дека корупцијата во Македонија е навлезена во сите пори и дека треба многу силна политичка волја за раскинување на заднинските политички мрежи. Ова ви кажува се. Заднински политички мрежи. Меѓу кого? Меѓу политичките партии. Тоа се договори. Кој е најголемиот ризик од корупција? Силното политичко влијание. Договорите помеѓу партиите. Пазите, во клучни моменти, тие се заедно. Тие во клучни моменти се сложни калугери у петок што мрсат. Мислам да не се лажеме. Гледате по кривичниот законник, еве го законот за дивоградби и ред други, да не изборен законник. Значи, секаде каде што треба, се тука, кога се работи за интерес. Личен, партиски и слично, но не и за јавен интерес. Тука е проблемот. Господин Имановска, 4 милиони евра тендер за полициски униформи. Тендерот го добиле две компании, едната со само мало модно студио со 20 вработени, друга компанија која е формирана непосредно 20 дена пред повикот на тендерот, имали простор за сомнеш околу целата
целиот овој случај околу набавката, односно на повикот за тендерот за полициските униформи? Факт е дека секој договорен орган што ќе распише тендер, или тендерска постапка за јавна набавка ќе отвори за набавка на работи, услуги или било што, мора да се води од начелата кои што се пропишани во законот. Економичност, ефикасност, ефективност во трошењето на јавните пари. Значи, првен тука се трошат буџетски пари заради остварување на цели. Начело на транспарентност, на недискриминација и така натаму. И има едно начело, се вика начело на сразмерност. Ова начело е многу важно и не знам колку во последно време го почитуваат во целост договорните органи. Зошто? Затоа што за да се јави некој економски оператор на тендер, тој мора да исполни 3 услови според Законот за јавни набавки. Првото е дека има способност за професионално делување. Тој доказ се вади од централен регистар, значи чиста работа. Второто е дека е економски и финансиски стабилен и третото е дека има техничка и професионална способност. Пазете се. За да нема дискриминации такви работи, за да има да не се ограничува конкуренцијата, нели сите овие начела што ги набрав да се испочитуваат, законот вели дека договорниот орган мора да го испочитува само првиот услов. Да го мора, значи мора, но не го ограничува да ги почитува и останатите 2 услови. Вика може и да обезбеди економска и финансиска стабилност, техничка, професионална исполнетост и така натаму. Значи не го ограничува дека може да ги побари тие услови. И сега што сакам да кажам? Кога станува збор за нешто вака големо, тогаш почитувајќи го начелото на сразмерност, кој што значи дека тендерот треба да биде во сразмерност со предметот на набавката и во зависност од тоа да се бараат критериуми, услови, вработени, број на вработени, значи дополнително се што е потребно да не увери дека ние ќе имаме квалитетна и навремена набавка. Во овој случај, во отсуство на тие услови, се поставува таков ризик дека можно е со ниски капацитети на одбраните економски оператори да не добие Министерството квалитетна и навремена опрема за полицајците. Мислам, ние ќе видиме. Зборот ми е дека, иако законот не е прекршен, реално не е, побарано е тоа што мора, имале простор да побараат и тоа што ќе им овозможи да имаат појасна слика кој економски оператор го бираат за да им ги сошија униформите. Дали фактот што не ги побарале сите тие информации и детали? Создава ризик. Го поставува ризикот дали ние ќе добиеме квалитетна набавка. Создава ризик. Дилема се појавува во јавноста, кај сите. Но дали овде остава простор за сомнер за скриен договор? Тука има простор за работа, за финансова полиција, за истражување, за кои се можеби има други крајни собственици на тие компании, значи има сега можности за истражување колку сакате. Госпожа Ивановска, наскоро се најавува затворање на целата истрага околу случајот со пожарот во Кочани. Дали оваа трагедија е резултат на деценијска корупција, незаконски дозволи, ерозија на целокупниот систем? Токму така, мислам дека Кочани е најтешката лекција што ние ја добивме пред нас во времето во овие изминати 35 години. Значи, најтешката лекција со најтешки последици. Замислете колку години таа дискотека обстојувала, без почитување на сите пропишани правила за постоење на таа дискотека, односно кабаре, не било дискотека, се повеќе ги регистрираат како кабаре за да можат покасно да работат и тоа има финта. И од друга страна без никакви контроли, а дури се шират муабети дека во убавите времења дека таму доаѓале представници од позиција до опозиција, си го поминувале времето, така што знаете како е кај нас многу е битно каков печаток ќе се остави и се тргува со влијанието. Ако во вашиот локал влегува некој познат, не знам што, мокник, тогаш кој сме вас да ви прави контрола? Тоа е веќе селективност, знаете.
Зошто не се направени контролите? Зошто градоначалникот, кој што треба да знае што му работи во неговата општина, немал реакции претходно, не само последниот, и пред тој, и пред тој, и пред тој. Значи сите имаат подеднаква одговорност. Министрите за економија, каде е регистарот на тие ноќни клубови? Ние имавме, ако се сеќавате, покренавме таков предмет по собствена иницијатива, но имавме и преставка после тоа, па ги споивме, за скопските локали. Значи, ние тука откривме дека имате локали кои што имаат забрана за работење од страна инспекторите и тие продолжуваат да работат. Па кој им го дозволува тоа? Не разбирате? Значи, она суптилно влијание позадинско што го кажувате, е очигледно дека постои, ако е позадинско. Зошто не се извлекува поука после една ваква национална катастрофа во Кочани, па сега ни се случува случајот со Висар Ганију и Чаир? Значи, Не случајно ве враќаме малку назад. Значи, ние да бевме паметни од своите грешки да учевме, како држава млада, да речам, далеко ќе стигневме. Меѓутоа, тука е во прашање високите суети. А вие каде што имате високи суети и високо его, не очекувајте разум. Значи, потребен е разум, потребна е висока свест. Психолозите тоа многу едноставно го објаснуваат. Вика, или сте над линијата, или сте под линијата. Ако сте над линијата, вие сте со отворен пристап, слушате внимателно, го слушате соговорникот, едноставно го почитувате, преземате одговорност, си ги преиспитувате вашите ставови, не се расправате, дискутирате без да се карате. Но ако сте под линијата, тогаш вие секогаш некого обвинувате, збарате кривци, некодошите, да не речам, кодошите не го озборувате повеќе, нели? Озборувате, го напаѓате гласникот и секогаш повикувате некој да ви даде потврда. Ова не е слика на нашето општество второ. Само си бараат кривци едни меѓу други, се озборуваат, си бараат потврда кај народот, со тврди ставови настапуваат без простор да се гради став врз база на аргументи. Ние кога ќе пораснеме над линијата, тогаш ќе учиме и од своите грешки и ќе бидеме на повисоко ниво на општествена свест. Управниот суд донесе одлука со која бара од ДКС да довозможи увид околу сомнителниот сертификат за англиски јазик на директорот на АНБ Бојан Христовски. Како е можно за ДКС да биде валиден сертификатот на Христовски за TOEFL од Пловдив, Бугарија, кога суд веќе осудил две директорки затоа што приложиле истаков сертификат кој е оценет како невалиден? Дали тука станува збор за двојни аршини? И јас имам таков печаток. Значи, за директорките, по кратка постапка, со барање информација од Америка, тоа како го викаат ето са, не знам, тој центар што е за TOEFL, добија информации дека тие господи не полагале и тие си добија, имаше и судска пресуда и се. Во овој случај некако многу се штити од сите страни, значи и начинот на водење на предметот во ДКСК беше така несоодветно воден, да речам со еден збор, а и сега и понатаму не е возможно вие на новинар да не му давате податоци. И е срамно, поради нетранспарентност, ДКСК да завршува со пресуда на управен суд, кој што вели морате да ги дадете податоците. Значи, тоа е недозволиво. И од овој случај ништо не научивме со сертификатите. Значи, не е само Бојан Христовски, можеме така да го крстиме предметот. Меѓутоа, факт е дека во Македонија има бројни лажни фалсификати. Не само за познавање странски јазик, туку и за високо образование. Да се задржиме на овие за странски јазик, така? Што се случи во парламентот, се сеќавате? Христијан Мицковски на Венко Филипче му ги даде еве ги од твојата партија лажните сертификати и предметот застана. Што значи тоа? Тоа е политичко пазарење. Иако, ќе кажам, и ова беше момент да се расчисти со лажните фалсификати, бидејќи јас сум сигурна и сум уверена дека и во двете партии, главни, македонски и албански, значи и во позицијата и во опозицијата, има луѓе со вистински сертификати. И има луѓе што со свој труд и го стекнале знаењето.
Тие требаше да се изборат против лажњаците. Дали препознавате конфликт на интереси во овој случај? Имајќи во предвид поврзаноста помеѓу директорот Христовски и член на ДКСК? Да, апсолутно да, затоа што сите знаевме дека членот на ДКСК предава во таа институција. Значи се бара, очигледно дека бил, она во најмала рака требало да се иземе, а не да побара иземање, па комисијата да одлучи дека не треба да се, значи иземањето е личен чин. Таа требало да се иземе и толку и никако не требало да го работи тој предмет. Понатаму предметот е работен во оделение за судирен интерес, што е апсурдно, бидејќи станува збор за корупцијски предмет. Ме разбирате? Значи, има таму многу неправилности и мислам дека тука треба собранието, ако има интегритет како што треба, да си повика надзорна расправа. Ајде, повелете, објаснете како сте дошле до тоа што сте дошле до вашите увиди, какви сте ги направиле, какви наоди сте извлекле, што сте доставиле. Има право собранието на тоа. Меѓутоа, ништото. Каков е кредибилитетот на антикорупцијска денес, без разлика, дури ако се докаже дека актуелната председателка не сторирала кривично дело? И зошто, иако даде своја оценка дека во моментов не поднесе оставка, се уште антикорупцијската комисија функционира во вакви околности со низа на сомнежи околу нејзиниот капацитет и кредибилитет. Значи, тоа што не поднесе оставка нанесува штета на институцијата и тоа уште во првите коментари се погоди да бидам на интервјуа, јас си го кажав моето мислење, дека на тој начин нанесува штета на институцијата. По мене требаше веднаш да се повлече, без разлика дали е крива или не крива. Тоа ќе си го докаже обвинителство, суд и така натаму. Требаше да има еден чекор, еден морален чин. Ме разбирате? Значи, требаше да се повлече. На овој начин го нарушува угледот на институцијата, факт е тоа. Така што мислам дека иако собранието пак ќе го порозвам собранието. Значи собранието пак е на потек. Таа има забрана за вршење на работите во ДКСК, нели, од страна обвинителството, а во законот стои дека собранието може да разреши член на комисијата во услови кога има забрана. Значи собранието има основа да изврши разрешување на председателката. Зашто не го прави тоа? И тоа е прашање на што нели се создава во јавноста. Така што во секој случај не знам дали постои друго место на светот вие да имате забрана од суд да работите, да не одите на работа и да земате функционерска плата. Кај го има ова на друго место во светот, ја не знам. Ивановска, кој е главниот генератор на неправдата? Ни се случуваат судски процеси, предмети кои со месеци се одговлекуваат, дел од нив застаруваат. Постојано зборуваме дека има многу ниска доверба во македонскиот правосуден систем. Се говори за разни модели за реформирање на македонскиот правосуден систем, а и натаму тапкаме очигледно во место. Значи, вака се првин, уште еднаш ќе потсетам на главните генератори за корупцијата воопшто, политичките влијанија кои што се плеткаат и во овој систем, во правосудниот систем, понатаму недоволната транспарентност, отсуството на интегритет или недоволно интегритет и неказнивост. Доаѓаме до неказнивост. Значи, зашто постои неказнивост? Нашиот систем, онака како што е пропишан во законите, и не е толку лош. Напротив, само му треба малце повеќе интегритет на луѓето кои што работат таму, за да излезе секако што треба. Ние правевме анализа, ја спомнав и преска, за ризици од корупција во правосудниот сектор. И имавме анкета што спроведовме со помош на мисијата ОБСЕ во Скопје и во таа анкета учествува повеќе од половината суди и повеќе од половината обвинители за да бидат податоците веродостојни. И тие самите се произнесоа, самите ја дадоа сликата, каква е сликата во правосудниот сектор. Тие самите кажаа дека трпат влијание. Дали било од суди од повисок ранг, дали било од председатели на суди, па дури и од политички структури. Не разбирате? Тие самите кажаа дека постојат ризици за одолговлекување на судските процеси поради дали било вештаци, дали било поврзаност помеѓу адвокат, обвинител, не знам.
милион причини изнесоа луѓето искрено, си кажа, бидејќи се беше анонимно, си кажа кои се проблемите. Тие заклучоци што излегува од таа анализа сметам дека се добра основа за креирање, односно за подобрување на целиот тој систем. Инаку, членовите на судскиот совет имаат законска обврска да го следат работењето на судовите, односно на судиите во судовите. Дали тоа го прават? И секој, да, тоа сакав да кажам. Значи, секој член, според годишниот распоред, што го прави председателот на судски совет на почеток на годината, секој член има обврска да следи некаков суд. Ние не чувме до сега да се произнесе некој член да каже да во тој суд се работи вака, онака или не знам, нели? Да изнесе некакви податоци. Едно. А од друга страна пак и распоредот не можам да го најдам на веб страната на судски совет, да видиме, еве, сите, нели, јавноста што се интересира, вие медиумите да го истакнете тоа, кој член од судскиот совет за кој суд, нели, е надлежен да го следи. И тогаш да се добие, нели, ќе има транспарентност, па ќе се види, па ако тој суд некако неажурно постапува, ќе се види зошто овој што го следи не реагира, дали постои некаква поврзаност. Знаете, транспарентноста е најголемиот убиец на корупцијата. Ние мораме да бидеме потранспарентни ако сакаме вистински да се бориме против корупцијата. Секој што врши јавна функција има име и презиме. Има одговорност и надлежност да ја врши таа функција. Секој треба да подлежи на контрола како ја врши функцијата и да даде отчет за тоа. Тоа нас не недостасува. Благодарам за гостувањето и за интервјуто. Благодарам и на вас за поканата. Милјана Ивановска, поранешна председателка на антикорупцијската комисија. Дивоградбите сами по себе не може да се легализираат без обемна инженерска анализа. Што значи тоа? Значи, вие имате објект кој што не ги поминал процедурите како што секој проект ги поминува. Значи, имате проектирање, имате ревизија, па имате супер ревизија на Институтот за земјотресно инженерство, или сега има и други институти, значи супер ревизија на конструкцијата. Универзитетски професор, архитект, сликар, поранешен председател на Асоциацијата на архитекти. Во овој издание на Тренинг Мишко Ралев. Добре дојдовте во емисијата. Добар ден и благодарам за поканата, се разбира. Професор Ралев, кога излегувате од својот стан на Партизанска, зелена, бучава, хаотична, динамична, дали и денес го делите истото мислење како пред 2 години кога велевте дека Скопје е хаотичен град во кој тешко се живее? Да, сигурно не би го сменил својот став од тогаш, затоа што она што е хаотично, точно, хаотичен е сообраќајот, хаотични се достапноста до одредени услуги во градот. Тешко токму од тие причини, значи од хаосот предизвикува и тешко живење. Зашто? Затоа што вие не можете да предвидите, да речеме во транспорт, се движите од една точка до друга точка. Непредвидливо е гужвата, не знаете со што да појдете, дали да користите свое возило, дали да го користите јавниот превоз кој што е навистина нема ритам, нема квалитет. Така што сметам дека се уште е тешко, ама наше градот па си живееме. Бевте еден период и жалевте за Скопски саем. Денови можев да прочитам дека изразувате своевидно задоволство од Истгейт Мол. На што се должи вашата помалку контрадикторност во ставовите? Да, мислам дека не е контрадикторно, затоа што тоа се две различни одвоени прашања. Затоа што ако зборуваме зошто го нема саемот, тоа е една чисто политички акт да го снема саемот, затоа што тоа е изгласано на совет на општина. Сега, после таа одлука, вие немате никакви
можности да се спротиставите на таа одлука. И Саемот го нема. Го нема од различни причини. Го нема од стручни причини, затоа што Саемот како објект, како конструкција, како архитектонски концепт, кој што во тоа време кога е создаден, кога е проектиран и кога е изграден, бил во духот на современата архитектура светска, европска, знаете. И тој можеше да биде читанка, можеше да биде учебник за нас и за помладите архитекти. Но со политички декрет го снема. Сега на негово место има еден друг, сосема друг објект кој што ја го гледам сега од исто, јас сум архитекта, значи ја го гледам сега од некакви архитектонски квалитети, затоа што вие не можете да го смените, не можете да смените таа одлука. Во еден период скопјани го гушка ГТЦ, ја имаме антиквизацијата, ја имаме старата скопска чаршија. Како гледате вие на овој микс на измешани култури? Скопје е стар град. Значи Скопје, неговата историја се протегнува низ некои 2000 години. Така што Скопје е микс на своето минато и на своето современие. Можеме да се пофалиме дека оваа наша стара чаршија е една од поголемите и на овој дел, во овој регион и најголема. Но дали антиквизацијата е дел од современието? Антиквизацијата не можеме да кажеме ни дел од ништо. Тоа е една налудничава идеја за сега тој израз кај нас во архитектурата не постои. Антиквизација. Нели, тоа е политички поим кој што претпоставува не знам што, ја и не го разбирам, односно може да го разберам како поим кој го ја означува таа налудничава идеја за големиот проект Скопје 2014 и антиквизација, знаете, ние не враќаме ништо. Значи, сите овие објекти што се правени, дури и реконструкцијата, односно рефасадирање на старите, не враќа ништо што постоело тука, за да биде некаква антиквизација, ајде. Мада, наистина, не го разбирам тој збор. Затоа што такви објекти не постоело во Скопје. Поготоа што нивната декорација е измислена. И мене, во суштина, повеќе ме боли урбанистичкиот акт во Скопје 2014 него декоративниот акт. Знаете, затоа што се измислени локации, кои што не се природни. Не можете, еден пример, да речеме, јавното обвинителство, кое што е ставено, или музеот, археолошкиот музеј, кој е толку приближен до реката, каде таков третман урбанистички не постои, не смее да има во близина на река. Па дури пасарелата, пешачката пасарела, затоа што нема доволно место, е изфрлена, конзулно изфрлена врз кеот. Правена интервенција на горната страна на кеот, за да има простор за движење на луѓе. И ако седнете и измерите која е дистанцата од оградата до објектот, нема повеќе од 3 метра. Нема ни 3 метра. Професор Ралев, како е возможно да никнат речиси 150 дивоградби во Чаир? Тоа е, според одредена проценка, над 60 милиони евра обрт и толку профит. Како да се запре овој градежен и урбанистички? Знаете, изгледа ние не сакаме да го запреме. Затоа што иако додека бев председател на асоциација на архитекти на Македонија, беше донесување на закон за продолжувањето на законот кој ги третираше објектите изградени до 2011 година. Тогаш ние излеговме со став дека дивоградбите сами по себе не може да се легализираат без обемна инженерска анализа. Што значи тоа? Значи, вие имате објект кој што не ги поминал процедурите, како што секој
проект ги поминува. Значи имате проектирање, имате ревизија, па имате супер ревизија на Институтот за земјотресно инженерство, или сега има и други институти, значи супер ревизија на конструкцијата, затоа што Скопје е трусно подрачје, и потоа аплицирате во соодветната општина за одобрение за градба. Значи, и таму се проверуваат содржината на проектите, елаборатите кои што треба да ги има. Сето тоа е една проектантска процедура. Што значи дека за сите овие дивоградби некој свесно прогледувал низ прсти? Да. Секако, затоа што, знаете, ако одите по оваа законска процедура, вие имате временски термини, нели? Да се даде на ревизија, да се добие одговор од ревизија, да се даде на супер ревизија, да се добие одговор на ревизија и сето тоа ревидирано да го аплицирате во општина. Па таму да сочекате. И сето тоа, нели, има некој свој и финансиски ефект. Проектантите се плаќаат, не знам, плаќате комунали, плаќате ова, плаќате. Зашто? Затоа што вие тоа го работите законски затоа што сте дел од законот на детален урбанистички план. Деталниот урбанистички план ги носи капацитетите. Значи, водоснабдување, снабдување со енергија, просторно снабдување, зонско снабдување, значи вие сте планирани да бидете таму со својот капацитет, 5 ката, 6 ката, вакви станови, такви станови, густина на население. И значи плановите, урбанистичките планови тоа го предвидуваат. И сега вие влегувате со дивоградба. Како? Значи, тоа е тотално едно лудило, затоа што вие морате законски да се приклучите на инфраструктурата на градот. Како може да ве приклучи ако сте дивоградба? Како тоа пред очите на политичарите минува гладко, без никаков проблем? И како вие го доживате фактот што на крајот, речиси, од својот мандат, Арсовска се пробуди? Прво, не сум политичар, не знам како тоа им проаѓа. Сигурно дека тоа несвесно, но несвесно. Мислам, ова е благо, несвесно. Свесно е затоа што имате закони. Вие како политичари, како власт, како управа, дали е локална самоуправа, вие морате да ги спроведувате законите. И сега, се што е ван закон, вие морате да го казните. И ние се вадиме, сега немаме инспектори, инспекторите мора да дојдат по повик. Мислам, и тоа е... И тие политичарите може да си ги средуваат некако овие регулативи за да нема инспектори, за да инспектор не може сам да излезе и да се шета, да речеме, има задача да провери денеска, не знам, местна заедница, една местна заедница, друга, да види што се случува. И сега ние гледаме една, не знам, дали е тоа акциона драма или е комедија, дека се споредуваат авионски снимки, Google, односно не авионски, него сателитски снимки на одредени локации во одредени временски термини и кои покажува дека во тоа време немало објект. Значи, ние имаме една временска граница. Тоа е 2011. Значи, тоа е пред 14 години. За овие 14 години се изградени 90% од сите дивоградби, а ги датираат пред 2011. И никој не се дрзнува да го земе као доказ сателитскиот снимак. Дали при овие дивоградби сушност постои дека се во дослух локалната и централната власт? И обратно. Значи, има тука еден прашањето отвара едни други аспекти. А тоа е уредувањето на градот Скопје, кој што има 10 општини и град Скопје. Тука сега се поставува едно прашање, не прашање, него констатација дека ние сме уникатен град, каде што локалните самоуправи, односно општините во град Скопје, имаат недозволиво големи ингеренции. И не можеме сега ова да го поставуваме, затоа што кај нифе во локалната самоуправување ги донесуваат деталните урбанистички планови на совет на општина. Они бараат некое одредено мислење од
централната, односно од Министерството за транспорт и врски, само во процесот на донесување на ДУП-от. Ме разбирате? Таков град нема. И големите градови, Париз, Њујорк, немаат они сигурно дека се организирани во помали просторни единици, но тие просторни единици немаат такви овластувања. Сличен град на Скопје е Белград, само што има општини како Скопје, но тие општини немаат ингеренции како што ги имаат општините во Скопје. Во речиси 4-годишниот мандат на Даниела Арсовска, целиот период беше инертна, не може да се пофали со никаков значителен капитален зафат. Дали овој фронт што сега го отвора е всушност и порака и до извршната власт, всушност пред се ВМРО ДПМН кој ја номинира како нивен кандидат, всушност сега им се враќа како своевиден бумеранг. Добро, тоа од аспекта некаква политичка анализа сигурно е така. Но она што сметам дека сега одговорите кон неа кај беше пред 4 години. Мислам, не можете ви да кажете па за еден период од 4 години ова да го направивте во првата година, ќе ви верувавме. Мислам, тоа е една таква небулоза. Ова што го кажува, таа се факти. Значи, не можеме ние да кажеме кај беше пред 4 години, можда се сопирале податоци. Али не е битно, сега се кажуваат. У тој момент кога се кажуваат криминалните работи, тие важат. Не може да ги вадиме зашто не ги кажал, не важи затоа што не се ги кажале во првата година. Добро, меѓутоа јас се сеќавам дека пред 2 години или 3 имаше една сторија на 360 степени баш околу дивоградбите во Чаир. Тогаш градоначалничката на Скопје беше на некој начин рамнодушна во тој дел. И натаму си наплаќаше комунални такси и да не набројам. И сега одеднаш се случува. Добро, сметам дека тоа е прашање за неа. Но, она што ние можеме да го анализираме, Добро. Тука е односот внатре во општината. Значи, имаме градоначалник, имаме совет. Значи, без советот ништо не може да помине. Значи, советот ги регулира активностите на општината, така да тука, а ние имаме една конфронтација меѓу советот и градоначалничката, меѓу водечките, односно мнозинството во советот, кое од не знам какви причини не сака да влезе ни во обновување на автобускиот парк во ЈСП, ниту може нешто да се направи, но тоа е едно прашање. Затоа што, всушност, знаете, градот е една жива материја, која што не може да се случат големи промени во 4 години. Меѓутоа, може ли барем елементарно градот да не биде чист? Во најмала рака. Сигурно, знаете, тоа се дневни активности на градот. Јас зборам за големите проекти. Јас зборам за проекти кои што ќе го анимираат градот, односно ќе го подобрат животот на градот. Секојдневните активности на градот се сигурно не се ни у 4 години, тие се у 24 сата. И затоа, значи, овде нас ни треба една маца и градска дисциплина и на граѓаните. Затоа што граѓаните се оттуѓени од градот. Не го прифаќаат како свој. Вие денеска, ако ние можеме да испрљаме, не може ни њујоршка комунално предпријатие да дојде да ни исчисти. Професор Ралев, може да ве најавам како потенцијален кандидат за градоначалник на Скопје? Па се водат некои разговори, но не зависи од мене. Би прифатиле доколку добиете понуда и од каде би почнале, еве да речеме? Тоа е прво, се разбира, голем предизвик, често е некој да ве покани да го работите тоа. Па можда почетокот би бил да се, нели, тоа би дошла нова управа, да се поврзат луѓето во управата со една цел, да се подобри градот. Затоа што, знаете, градот е, ние имаме, како се вели, она што градот треба да се одржува
и треба да се направи план за развој. Тоа се основните параметри кои што на секој град му требаат. Она што го предеска го кажавме, одржување, тоа е секојдневно одржување, и проекти и планови и проекти за иден развој. Во сите сегменти, од инфраструктура, од социјала, култура, затоа што градот не е само физичка структура, таа е и социјална и културна структура. Нас не чекају дали 2028 град на културата. Што прво не би правеле во Скопје? Па не би правеле обструкции. Значи, од оваа гледна точка, значи, треба да се престане со обструкции. На крајот уште две прашања. Дали сметате дека треба да се размислува на мораториум на изградба на згради во Скопје, особено во наредните неколку години, имајќи во предвид дека на секој чекор никнуваат нови згради? Нели сметате дека Скопје е пренатрупано? Што е проблемот на Скопје? Скопје не се шири. Скопје не е голем град, 600-700 илјади, не е тоа голем град. И сега, ова што го велите точно, све е сконцентрирано во некакви веќе постоечки урбани средини. Затоа што на градежниците им е полесно да градат таму кај што има инфраструктура, отколку да носат инфраструктура, да плаќаат за инфраструктура, која што треба општеството. И точно е дека Скопје малце треба да се прошири. Имаме прекрасни локации кај позади Зајчев рид. Потоа имаше идеја да се прокопа некаков тунел подводно, па да се отиде на јужната падина на водно, што може би е некаква утопистичка идеја, можда и не е. Но преизграденоста на Скопје е резултат на овие детални урбанистички планови кои што сега во моментов, односно ние ги гледаме објектите кои што сега се градат по планови кои што се донесени пред 10 години. Значи, ефектот на тие планови кои што си поминале по советите, затоа викам дека советите може би се и најодговорни. Не централната власт, Министерство за транспорт, врски или не знам што. Советите ги донесуваат дуповите. Град Скопје го носи само гупот. И сега, вие, како градежник, најлесно ми е да градам овде кај бензинската пумпа на Партизанска, помеѓу бензинската пумпа и Жан Митрев клиниката, каде што ние сите мислевме дека е некаков појас кој што ќе има општествени згради, односно некој појас на здравствени објекти. И сега нигде имаме една кула. Зашто? Прекрасно е, тука имаме цела инфраструктура е тука. Градежникот само става цигли, железо, бетон. Значи нема потреба ни да гради улица, ни да гради водовод, ни да гради топловод, ништо. И ние место да го шириме градот, кој што е и да дадеме во таа инфраструктура, остануваме заробени во тие, пак ќе кажам, стари детални урбанистички планови. Имавме и, не знам, некаков разговор. Знаете, кога дојде оваа гарнитура 2021-2022, разговаравме, нели, модерно Скопје. Не можете вие модерно Скопје кога ги сведочиме тие дупови од 2012 година. Можда мораториум, али тоа све треба да се преиспита. Од друга страна, јас сум архитект, јас сум за градење. Градовите се густи. Но, нас не ни требаат стамбени згради од 25 спрата. Скопје не е Хонг-Конг. Дали Мицковски и Николовски треба да им се извинат на скопјани со изборот и номинацијата на Данела Арсовска за градоначалник на Скопје? Дали ние испуштивме 4 години така, во стендбај? Ние испуштивме 4 години, а за извинувањето тоа е до култура. Благодарам за гостувањето во Трилинг. Благодарам и на вас за поканата. Оној страв да не расипам нешто, малку едноставно кажано, би го изгубил. Значи, тоа е најголем проблем што сметам дека е културолошки до некаде.
мора да се откажат инженерите од ставот не знам, не можам, не сум сигурен, мора да научат. Ние имаме еден проблем каде што сакаме површно да видиме. Се можеби културолошки, можеби системски, мора да најдеме начин да седнеме, не да ги следиме само трендовите и цело време брановите, туку да се постави одредена стратегија. Вечерашниот соговорник беше неодамна избран за млад инженер на годината на конкурсот на инженерската институција на Македонија по повод 105 годишнината од формирањето на првото македонско здружение на инженери. Во ова издание на Тренинг соговорник е Филип Поповски. Добро дојдовте во емисијата. Добро најдов, благодарам на поканата, задоволство ми е да бидам тука. Што значи да се биде машински инженер, менаџер во германска компанија, во ситуација кога се повеќе компаниите се автоматизираат? Ќе морам да ве коригирам, не сум менаџер, туку сум одговорен инженер. Како машински инженер има различни предизвици. Многу често во државата се мисли дека во производство нема инженеринг. За жал тоа е кај помладите инженери, особено мои генерација, оние после мене што доаѓаат, мислењето е дека во производство и нема во принцип многу инженеринг, меѓутоа токму поради таа автоматизација што ја зборувате. Јас работам во Гересхаймер, стартување на новата фабрика, која што можам да кажам дека е исклучително комплициран производствен процес и има голем степен на автоматизација. Но да имавме посета од баш студенти, мои колеги идни од машински факултет, баш од смеровите за автоматизација, каде што навистина мислам дека во очија дека и има навистина големи предизвици во производство, иако се оние нели странски инвестиции, производствен карактер, има доста што може да се научи, многу повеќе од колку што може да видиме во универзитетските клупи. Сте биле еден од студентите со највисок просек во генерацијата, сега сте на докторски студии на Машинскиот факултет, интердисциплинарна област безбедност на индустријски управувачки системи. Да. На додипломските студии завршив на енергетика и екологија, па потоа магистрирав на автоматика и малку се насочив повеќе на кај индустриската автоматизација. И има доста примери што ме интригира, каде нели сајбер напади е нешто што веќе често го слушаме, меѓутоа обично го слушаме за веб страници и слично. Меѓутоа има голем број на примери на светско ниво што се нападнати специфично индустријски системи. Таму има Stuxnet во Иран, има доста напади уште од 2012 до 2014 особено во Украина, каде што се напаѓаат енергетскиот сектор. Имаше неодамна напад во Србија каде што техничка документација од електродистрибуција на Србија беше украдена и пласирана на Dark Web. Така што за мене стана тоа интересно. Од една страна мора да се разбира машинството за самата индустријска автоматика. Тоа е професија, односно дел од технологијата каде што машински електроинженери наваре мора да работат. Тоа е една од оние кор основни функции каде што еден инженер би работел, а безбедноста е еден малку нов спин што треба специфично таргетирано. Не е само IT безбедност, туку така наречени оперативни технологии се тие или OT безбедност, OT security. Како тренти тоа е она што го работам на докторските студии кои што како што кажавте неодамна ги започнав. Кога се повеќе се преминува кон автоматизирање, кон роботика, колку овој тренд всушност ја загрозува и работата на индивидуата, на човекот? Дали се ќе се сведе на роботика, на автоматизација? Во принцип не. Нема целосно да се елиминира улогата на човекот. Не сум еден од оние што мислат дека роботите и вештачката интелигенција во догледно време ќе не остават сите без работа. Баш напротив, сметам дека дури повеќе можности за вработување би се појавили поразлични. Тоа е битното. И како инженери, за себе како машинец, сметам дека доколку ние не се приспособиме на оние нови трендови, постојано не следиме што треба да се случува и што е работната задача на еден инженер, особено за инженерите ќе биде каде што ќе станат, да кажеме, сувишни одредени позиции, меѓутоа не е целосно елиминирани. Не стравувате дека вештачката интелигенција ќе ви ја земе работата?
Не, но мислам дека мора да се приспособиме за одредена промена. Значи, веќе започнеме од оние основни алатки како ChatGPT, за кои што веќе сите верувам дека имаат слушнато. Тоа не е систем што сам решава проблеми. Не е систем што сам може да го најде решението. Вие мора да селектирате и да кажете, пример, ако користиме како алатка за решавање на проблеми, одредени информации даваме и одредени заклучоци добиваме. Повеќе како советодавна алатка може, пример, да се користи како начин за побрзо решавање на проблемите. И тука е она промена што мислам дека ќе се случи во како изгледа секојдневието на еден инженер. Ќе ги користи тие алатки, мора да ги користи тие алатки, што побрзо секој инженер навлезе во тие води, секој човек, не само инженер, што побрзо ги запознае алатките, тоа поефикасен би станал во својата работа и тоа би било алатка, како што било кое. Компјутерот исто алатка, роботите во индустријата се исто алатка за решавање на одреден проблем. Поповски во едно интервју велите немав проблем да најдам работа. Колку денеска во Македонија може да работиш она за што си учил? За она за што си се едуцирал, односно да го работиш она за што си најсоодветен? Тоа е прилично проблематично прашање. Дали младите инженери можат денес да најдат работа? Јас верувам дека можат. Меѓутоа, дали сите позиции, во зависност од насоката на која што ќе специјализираат или специјализирале во нивните студии, различно е прво можноста и различни се условите кои што ќе ги добијат по нивното вработување. Има можност. Значи, можам да направам споредби со колегите со кои што работам, постари колеги, да кажеме, да речеме 40 до 50 години, што биле на моје место пред 20 на години, нив верувам дека би им било многу потешко тогаш да најдат работа отколку наш сега. Во мојата генерација јас дипломирав 2020 година. Најголем дел од студентите кои што горе-долу завршувавме на време, бевме веќе во одреден тип на ангажман, дали договори на дело, со работа со стартави, веќе на одреден начин веќе работевме пред да дипломираме. Така што мислам дека има сериозни можности доста лесно да се најде работа, доста стручна работа, можеби не директно во она фокусна група во која што би сакале, меѓутоа може да се најде. Условите се други. Велите дека многу доста лесно може да се најде работа во Македонија, но од друга страна имаме компании кои се повеќе и се погласно зборуваат и се почесто говорат дека тешко се справуваат со проблемот околу обезбедување на квалификувани кадри. Имаме и сосема една друга спротивставеност, а тоа е дека токму профили од вашиот домен, од машински инженери и така натаму, се повеќе па се заменуваат од државата. Точно е. И двете работи, за чудо и за жал, се точни. Во последните година дена имав прилика доста интервјуа да направам на помлади колеги за да се придржам на нашиот тим. И има, за жал, диаметралните спротивности. Има индивидуи кои што успеваат не поради системот што го имаме, туку поради индивидуите што се. Системот не ги креира како квалитетни индивидуи. Токму поради тоа имаме спротивност на кадри што си заминуваат и се квалитетни, се барани од странство. Баш настанот на кој што добив наградата имаше 5 финалисти. Секој од тие 5 финалисти има навистина импресивна кариера. Честитки во секој случај би упатили за нив. И има дел од нив од странство, што се работиме секојдневно со колеги од странство, инженери, и навистина има квалитетни кадри. Меѓутоа, тоа е мал број и се фокусира на индивидуи. Има голем број на студенти што завршуваат, што никогаш не виделе нешто практично. Никогаш немале можност да сватат што точно е нивната работа и се наоѓаат во средина каде што кога ќе дојдат на она почетно интервју, кога ќе пробават првата работа своја да ја најдат, како изгубени. Не може да се снајдат. Меѓутоа, дали тоа е грешка на индивидуата, не сум баш сигурен. Тоа повеќе самите системи и условите што ги имаме во државата креираат оние две диаметрални спротивности. Од една страна имаме недоволно квалификуван кадар, од друга страна имаме индивидуи што се пробиле, имале можност да научат. Нашите универзитети не се тотално нефункционални. Не сметам тоа. Зошто тогаш квалитетните кадри се заминуваат? Условите. Иако е лесно да се најде работа,
Барем за мене било. Добро. Значи за некои колеги може би било потешко, меѓутоа во зависност од секторот во кој што ќе работат и условите во кои што ќе работат има драстично различни услови кои што им се понудени. IT секторот, например, е една од популарните гранки кај нас. Се повеќе студенти се запишуваат во IT сектор, софтвер развој и слично, вештачка интелигенција. Кога велите условите, што очекуваат, какви се очекувањата, што бараат младите за да ги прифатат стандардите, понудата за работа, за да остане тука, а не да замине од државата? Тоа е индивидуално. Значи, некои останувам, јас лично, иако сум имал понуди поатрактивни, од финансиска гледна точка, од кариерна гледна точка, може би поатрактивни се понудите во странство и добар дел од кадрите ќе се решат да заминат. Што беше еве за вас пресудно да останете тука, а не да заминете надвор од границите на државата, иако велите дека сте имали подобри понуди од ова сега? Затоа што во странство секогаш би бил странец. Не само културолошки, туку и нема да се чувствувам дома. Тука ги имам моите блиски, фамилија и слично, каде што накратко кажано разговараме на исти јазик, имаме иста култура, во горе-долу слични услови имаме израстено. Во странство е различно. Во странство никогаш нема да бидете свој, никогаш не сте дома и во моментов не би ни размислил да одам во странство токму поради тоа. Може ли како да се задржат еве машинските инженери дома? Тоа е прашање што нема единствен одговор, би рекол. Тука најпрво мислам дека мора да станат поусовршени, затоа што иако имаме одредени можности за работа, тука и да не квалификацијата и многу тешко се доаѓа до одредени атрактивни работни позиции. Треба навистина посветеност и во работно време, на универзитет, меѓутоа и во своето приватно време. За да се задржат, мислам дека мора да се подобри образованието. Кога ќе излезат од школските клупи, веднаш да почнат да се чувствуваат како инженери, да имаат поголем контакт со реалноста, да имаат можност и да добијат она слобода, да ги имаме оние современи лаборатории, опремени универзитети, како што се европските, каде што оној страф да не расипам нешто, малку едноставно кажано, би го изгубиле. Значи, тоа е најголем проблем што сметам дека е културолошки до некаде. Мора да се откажат инженерите од ставот не знам, не можам, не сум сигурен, мора да научат. Ние имаме еден проблем каде што сакаме површно да видиме. Се можеби културолошки, можеби е системски, мора да најдеме начин да седнеме, не да ги следиме само трендовите и цело време брановите, туку да се постави одредена стратегија, не на секоја промена, на секоја нова власт, на секоја ново раководство, секој нов избор, нова стратегија, нови цели. Финска, ќе ја спомнам како пример, е држава што во средината на минатиот век има направено голем број на промени во својот образовен систем, за да ги доквалификува своите луѓе да бидат поквалификувани, да имаат поголема автономија самите професори и наставници, и тоа е нешто што мислам дека треба да се случи и кај нас. Не да биде нова влада, нова стратегија, туку да се седне и да се разговара заеднички за што вистина треба да постигнеме. Каде ни се минусите, каде ни се плюсовите. Работите во компанија која е дел од странските инвестиции, дел од индустриската зона Бунарџик. Дел од странските компании или ја оптимизираат својата работа, или го префрлуваат својот бизнис од тука во некоја другите држави. Дали ова вас ве плаши лично? Лично мене не. Во моментот работам во компанија која што е добавувач за медицинска индустрија, тоа е Гересхаймер, и имам и одредени други ангажмани како консултант на компании од други сектори. Оптимизирањето и намалувањето на кадри кои што го спомнувате генерално ефектира автомобилската индустрија, токму поради брановите, кризите. Секоја индустрија во одредени периоди ќе има своји кризи. И кога има кризи, неминовно. Меѓутоа, доколку странските инвестиции кои што сметам дека се добра работа, треба да продолжат, мислам дека малку повеќе треба да се диверсифицира. Доколку имаме повеќе компании од медицинска, еве сега гледам и некои нови најави за турски инвестиции што не се од автомобилска индустрија, мислам дека таа мала диверсификација ќе направи малку покомотно да се чувствуваме и повеќе можности да имаме независност од самите флуктуации на индустријата.
нашите директни странски инвестиции во производство во државата се генерално кажано од автомобилски сектор и токму поради тоа го гледаме на тренд на оптимизација и намалување на кадри. Во моментов сте на докторски студии, ако добро прочитав. Може да се случи еден ден да се презаситите од она што го работите, дека ова ви е помалку мал пазар, недоволно предизвикувачки, па да решите дајте перспективата да ја барам негде надвор. Па, имав еден период пред неколку години каде што бев и не баре силно убеден дека сакам да заминам во странство, токму поради тоа што го напоменувате, поради можностите, поради поатрактивноста на странскиот пазар, поголема е можноста за кариерен развој и особено понови технологии може да се видат. Меѓутоа, не сум сигурен денес дека би сакал да заминам во странство. Иднината што ќе ми донесе, не знам. Каква понуда би се појавило или каква позиција би, да кажем, едноставно би ми фатила око, не знам. Времето ќе каже. Се надевам дека ќе останам тука, затоа што и токму овие странски инвестиции кои што ги споменав носат технологии кои што кај нас, нашата држава ги нема. И кога почнав да работам во Гересхаймер, во новата фабрика, кога ги видов комплексноста на самите технологии што се носат, тоа е нова опрема. Дел од опремата е најновата опрема што самата компанија, што е светска на 5 континенти е застапена, ги има во своите капацитети. Ја развива технологијата, ја инсталира тука и мислам дека со тек на време ќе се подобруваат таквите можности, барем се надевам дека ќе се подобруваат тие можности, така што мислам дека би останал тука без разлика на понуди од странство. Благодарам за разговорот. Благодарам на поканата. Одложена седницата за извештај за Македонија во Европскиот парламент за 24 јуни. Ставот на бугарските европратеници за изфрлање на македонскиот идентитет и јазик од извештајот за Македонија е неонацизам. Беше оценката на известувачот за Македонија во Европскиот парламент Томас Вајс. Очигледно страстите на релација Скопје-Софија и натаму никако да стимнат. И натаму остануваат диаметрално спротивставените ставови. Очигледно, за сега се уште нема на повидок можно решение околу ставовите и разликите на релација Скопје-Софија. Тука е крајот на ова издание на ТВ магазинот Трилинг. Довидување до идниот петок во исто време. Во меѓувреме, читајте на trilink.mk.